Со чај и топло добре дојде премиерот Никола Груевски беше пречекан во Тетовска, Шипковица и Мала Речица. Жителите пред се задоволни од експресното функционирање на институциите и хуманоста на луѓето. Велат се што вети премиерот на денот по катастрофалното невреме беше сработено. Полека, но сигурно животот во овие села се враќа во нормала. Во земјоделските крајеви има штети, ќе се додели помош, но треба сега да ги пријава штетите. Да. Има тоа огласи тоа за тоа и за тоа има. Да. Има и градежни материјали, нешто деливме од агенција, значи цигли, цемент на општина Тетово ќе треба да се види со општината нешто таму да се повлече за куќите. Да. Дел за инфраструктура, дел за куќи ќе биде. Патиштата што беа затворени сега се расчистени. Овој главни се расчистени, ама ќе има потреба и за ови помошни, пошто ово планинско село мора да се работи, пак ќе дојде есен, мора да работиме на понивите, по тоа ќе има после и нешто во така. Сега е видов државниот секретар во Министерството за животна средина, Соња Лепиткова, она е тука со експертски тим. Да. Со кој што треба да ги утврди причините зошто дошло до ова, да ги утврди ризичните точки, каде има можност за свлечишта, карпи и слично, за да интервенираме во наредниот период, да не се повтори. Горе ќе интервенират набрзо, пошто е во ризична состојба, може да дојде пак до куќите доле, пошто се уште се гледаат последиците, се уште гледаме скршени прозори. Нормално. Се уште има последици. Уште прво мора да се чисти овај кал, па после да се почне со. Во овој период екип имаше вода од каде? Од Агенција за заштита и спасување, војската. Имаше Црвен крст, имаше. Оце многу помогна, Оце Трајановски, градоначалникот на Скопје испрати многу опрема, механизација, луѓе. Стигат рана, вода, струја, како што сме. Струјата стигна утре дента, така? Како што беше ветер. Ја уште вечерта зборев со директорот на Евана и го замолив наитно Савајлето да интервенира. Да, беше интервенција на време и све. На Савајле одма. На Савајле, 6,5 ќе бидат. Со вода е сега во ред, има доволни количини, така? Жителите задоволни од владината одлука според која на 350 семејства ќе им биде исплатена парична помош од по 30.000 денари. Земјоделците пак до 26 месецов ќе треба да достават барања за проценка на настанатата штета. За механизацијата обезбедени се и дополнителни 160.000 литри нафта со која и по 10 дена се уште се расчистува наносот од невремето кое траело 1 час. Ви благодариме многу од тој првиот ден, првиот ноќ што се дојдени. Ево овој втор пат од наша страна, како јас сум од местна заедница, председател, ви благодариме многу. Со задоволство дојдов тогаш да помогнам и мило ми е што сега во разговор доле со луѓето, со жителите, разбрав дека во овие 10 дена работите се одвива онака како што планиравме. Многу помогна Владо Пешевски, Јолевски со војската и сите останати институции кои што се вклучија, општината, еве сега и Министерството за животна средина е вклучено. Практично цел државен апарат се вклучи за да се помогне на луѓето тука. Навистина ве најде голема катастрофа. И од тој аспект ние имавме специјални седници на влада за тоа како најбрзо и најдобро да ви се помогне. И баш сега пред малце зборувавме дека вчера се донесоа одлуки на околу 350 семејства, ако не се лажам, да им се даде парична помош, итна парична помош, она за почеток, од 30.000 денари, да им се плати кирија додека се надвор нивните домови кои што се во опасност, да се срушат или да се срушат. Таму кај што може горе, две горе, може уште едно, за кога само поише луѓе. И да им се поправат куќите, да видиме од инфраструктура што може да се поправи и да се поправи. Исто и за земјоделците што имаат оштетени, што имаат загуби, односно оштетување на земјоделскиот род, ќе се прави проценка до 26 август треба да пријават. Вице-премиерот Пешевски и министерот за одбрана Јолевски по посетата на Шипковица и Мала Речица заминаа за добро ще да извршат увид во расчистувањето на теренот, каде главно е ангажирана армијата. Сега сме тука во посета на Доброште да видиме како се одвива расчистувањето на теренот. Имаме тука екип од 15 војници кои во момент работат на расчистување школото во местото. Исто така и посетивме локалните жители и со нив разговаравме да видиме каква дополнителна помош им треба. Претходно имаше механизација од градот Скопје. Исто така војската ќе продолжи да им помага на локалното население со цел да се справат со овие непогоди.
Сега жителите единствено стравуваат од повторување на катастрофата, но премиерот Груевски уште вчера наредил да се изготви проект со кој ќе се стави крај на свлечиштето на селото, на кое има и две огромни карпи кои ќе мора внимателно да се отстранат. Моменталната ситуација во селото се почне да се стабилизира до некаде прилично и се вршило некои санации на тие проблеми што беа со струја, со водава, што беше забушена канализацијата, малце се испуштија, али тоа огромен дел е расипан, не е функционално, али еден дел што требаше тоа потхитно да се интервенира, тоа се реши. Фала ви многу на сите институции, на сите кој можел, најмногу ни помагале. Ви благодариме многу и на премиерот, и на сите држава, и на сите народот. Во моментов се санирани некои дефекти, например канализација и водоводот, ама водата уште не е за пиење, веќе така е наречено од штабот од Центар за здравствено осигурување што е во Тетово, и чекаме да се реши проблем со вода. Благодарност до премиерот Груевски и целиот владин тим лично искажи и Лаурат Исмаил, затоа што навременото действување на институциите му го спасиле животот за време на поплавите.